Па јас конкретно не знам за што тие разговарале, меѓутоа после даденото соопштение од кабинетот на претседателот на Република Македонија, кое што беше објавено во текот на минатиот ден, е јасно дека не станува збор за некакви посредници и валидни службени белешки, на основа на кои овој суд определи притвор како на обвинетиот Милијан Акиевски, така и на обвинетиот Кирил Божиновски. Дали може би со оглед на тоа дека ваква е постапката како што е сега, со бегството на Никола Груевски ќе почнете да соработувате со специјалното јавно обвинителство? Одбраната секогаш соработувало со специјалното јавно обвинителство, а сметам дека вака донесеното решение со кое што се определува притвори за двајцата обвинети е повеќе поради неприсутноста на Никола Груевски, меѓутоа и судот во Страсбург по однос на истото има став дека однесувањето на сообвинетите не представува основ за да се определи притвор на некој друг. Во конкретниот случај, ниту на обвинетиот Милијан Акиевски, ниту на Кирил Божиновски, кои што не дадоа ниту причина, ниту повод да се определи притвор, бидејќи доследно и безпрекорно ги почитуваа мерките на предпазливост кои што беа определени во текот на јули 2017 година, што значи повеќе од една година. Дали веќе поднесовте жалби или планирате до кривичниот совет на Скопска единица по однос на притворот на Акиевски? Поднесовме жалби како за Милијан Акиевски, така и за Кирил Божиновски во текот на претходниот ден и побаравме јавни седници во кои што ќе си ги истакнеме своите жалбени наводи. Како би се одвивала, дали би била оваа постапка всушност економично, доколку еве веќе на Груевски му се суди во отсуство и во делот со барањето на притвор, судот со став дека ќе чека прво одобрение од собранието бидејќи е пратеник, но тоа не беше случај вчера на малце тука одправена. Не знам како ќе одлучи судот и не бев присутна ни во текот на вчерашното рочиште за да знам таму што се случувало, за да можам да ви одговорам на прашањето.